во македонски услови тој процес се злоупотреби, се употреби, како да се совладат или како да се судри со неистомислениците, еден процес кој што може во крајна линија да се злоупотреби и да се води да се меле жито на воденицата како што им одговараше на властодржците. Токму тоа и се поклопува со овој 10-годишен период на заробената држава. Закасетиот процес, за разлика од другите држави, што почна 2008 година со донесување на законот за лустрација, непосредно после тоа веќе имаше реакција на тогашниот состав на Уставен суд со една одлука каде што беа касирани неколку члена од законот. Основното беше дека не може да се бара лустрација на процеси кои што започнуваат после донесувањето на Уставот, после востанување на Македонија како самостојна независна држава, и дека ако нешто се мисли во тоа, тоа е за него постојат сосема други легитимни средства, нови закони, ново уредување, и токму заради тоа што Уставниот суд тогај се судри веќе со самата власт, која за жал е веќе уште од пред 10 години наваму, следуваше измена една мала на законот, па следуваше повторна измена на законот, место да се оди кон стеснување или да се оствари тоа што беше одлука на Уставниот суд, напротив се отиде уште во едно поголемо проширување. Така што после тоа следуваше нова одлука на Уставниот суд, каде што беа укинати 12 одредби од овој закон, но во овој период веќе настанува и турбуленцијата, односно настанува промена во составот како кај политичките носители, така и во носителите на уставно-судската функција. Од 12-13 година, како што е познато, дојде персоналниот состав на другиот естеблишмент. Како последица на тоа, следуваше собранието, на два пати го менуваше законот и донесе еден закон од 2012 година, со кој, место да излезе на тоа што беше сознание дека се руши системот, напротив се отиде во сосема една друга димензија која што значеше рушење на, или што значеше кастрација на здравиот разум, што значеше лудило. Се отиде со тој нов закон да се предвидува лустрирање на мртви луѓе, да се предвидува лустрирање на лица кои што немале никаква врска со намерата на самата лустрација. Оти намерата на лустрација беше носителите на функции кои што за време на поранешниот поредок вршеле некои поинакви дела, за да не дојде до враќање, до реставрација на стариот поредок, да тие бидат времено отстранети од политичкото влијание на вршење на функциите. Ова што после се донесе 2012 година немаше врска со сета оваа здрава логика. А кога велат дека кога зборовите изгубат својата суштина, човекот ја губи својата слобода, Конфуци или кој како што на времето подлекол. Како резултат на сето ова, следуваше нова иницијатива, која што веќе е овде напомната, нова иницијатива, и логиката водеше кон тоа доколку би се одело на уставно-правните прашања, доколку би се следала една логика на правото, дека овој закон требаше без никакво размислување после две касациони одлуки на Уставниот суд да автоматски биде касиран, да бидат сите тие одредби престанати. Уште повеќе што се темелеше и пред да се донесе овој закон имаше произнесување на Венецијанската комисија, која што со аргументи и со сето ова нападна и укажа дека ваков профил или вакво терање на лустрација суди со сите цивилизацијски вредности и на Европа и на целиот цивилизиран свет. Покрај тоа, Уставниот суд ја разгледа самата иницијатива, во променетиот состав не најде ништо дека е спротивно на Уставот. Апсурд кој што не може никој ни да го сонува, не пак да. Отиде на ова линија, продолжи понатаму тој процес, во тој процес продолжи лустрирање на една скоро на 40-50 мртви луѓе. Тие 40-50 луѓе беа меѓу нив носители, дејци, дали се тоа, да не ги спомнувам сите, него дали се тоа Славко Јаневски, Коле Чашуле, сите овие кои што на некој начин во својот професионален
век, имале некоја допирна точка со некои од пресудите кои што претходно дали биле за Ченто, дали биле за Баштаров или некои други, кај што биле обвинители, прво суди, сите овие се пристапи кон нивно лустрирање. И ако продолжеше тој процес, јас често пати кажувам, дури можеше да се оди до таа линија, не само тие што се лустрираа, кои пред Светилија сигурно немаше каква функција да вршат, туку се одеше дури и на лустрација да стаса до Филип, мајка му и коњаникот на ова, и јавачот на коњот. Само ако се сакаше да се добие некаков рейтинг на носителите на власта, ако беше тоа во нивни интерес. Сето тоа се виде со какви резултати се содруваше со уривање на уставно-правниот поредок, се содруваше со уривање на самиот устав. Првиот еклатантен пример за таквото уривање беше нешто сум ја овде, него беше преку мојата маленкост да јас бидам жртвата на овај процес, а единствената беше причина затоа што не бев истомисленик со нив или затоа што самиот почеток кажав дека овој процес на лустрација значи помрачување, значи ништење на човековото достоинство, на правата и должностите на ова. И како резултат на тоа беше тогашниот судир, а инаку реалноста беше во ништење на 50 годишно закони кои што беа противуставни, и сето тоа се искористи како повод во судир со владата, во судир со тогашниот претседател на владата, да јас бидам лустриран, ги минав сите овие постапки на самата лустрација, формално правни. На крајта вистината мораше да ја барам и таа ја добив во судот во Страсбург, но за жал на ова не е само мојот случај, него после тоа тој процес пак продолжи, тој процес бидејќи немаше веќе каде да продолжи натаму со лудилото, мораше и сознанијата на извештајот на Прибе и другите кај што кажат дека Македонија мора тоа да го престане, инаку со такво лудило не оди нигде. Како резултат на тоа, 2015 година се престана законот донесен во 2012 година и овај процес формално правно веќе со тоа престана да постои, односно престана да се регрутираат нови кршители во наводници на човековите права и должности. И покрај сето тоа, ние денес уште постои таа популарна аџиина комисија, која што 13 луѓе колку се примат дебели плати, примат плати од сиромашкиот фонд на нашите граѓани, а нивната единствена функција во конкретниот случај по законот како што се следува на тоа што 20 на луѓе кои се во некаква фаза на одлучување, иако тоа е илузорно и глупо што би се одлучувало, меѓутоа бидејќи и судовите се во нивни раци, тоа се злоупотребува и понатаму, па настојуват дека до крајта треба да се доразчисти. А тоа е една работа која само за еден стручен административен работник што може таа работа да ја заокружи. Меѓутоа, еве, и понатаму продолжува.